Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Грижлив родител. Денес ке зборуваме за една тема која е, навистина тешка, но и од огромна важност. Ке се обидеме да ја истражиме таа уникатна, често и дезориентирачка атмосфера во дом со родител алкохоличар. Значи, не зборуваме само за проблемот со пиењето, туку како е да се живее во свет каде што реалноста е некако флуидна. Точно. Каде вистината се менува од ден на ден, а сеќавањата се нешто на кое едноставно не можеш да се потпреш. Апсолутно. Тоа е едно чувство на постојана неизвестност, на одење по јајца, кое за ветата станува единствената нормалност што ја знаат. Токму така. И кога зборуваме за дом со активен алкохолизам, всушност зборуваме за средина која во својата срж е недоследна, Непредвидлива. произволна и хаотична. И ова не се само зборови, нели? Не, никако. Тоа се 4 столба на кои се гради секојдневието. Тоа е дом во кој детето може да се опушти, да биде безгрижно. Тоа е средина каде што секој ден носи потенцијал за криза, секој момент е како некоја вонредна состојба. Ајде да го направиме ова малку поконкретно, затоа што тој апстрактен хаос е тешко да се замисли. Мислам дека еден од најмоćните примери за оваа нестабилност е концептот на blackouts или хемиска амнезија. Апсолутно. Тоа е нешто што целосно ја искривува реалноста за едно дете. Да. Blackout е тип на хемиска амнезија предизвикана од алкохолот, каде што мозокот едноставно престанува да формира долгорочни спомени. Значи, телото е присутно, личноста зборува, ама внатрешниот снимач, како да кажам, е исклучен. Мозокот не го зачувува искуството? Точно така. Тоа е буквално празнина во времето. Лицето кое е во таква состојба може да функционира, да разговара, дури и да извршува сложени задачи. А средниот ден ништо. Апсолутно ништо. Во екстремни хронични случаеви, како кај Корсаковата психоза, овие празнини во сеќавањето се пополнуваат со така наречени конфабулации. Конфабулации. Да, тоа е фасинантен и трагичен феномен. Лицето несвесно измислува нереални, нелогични содржини за да ја пополни празнината и при тоа целосно верува дека тие се вистините. Значи не лаже свесно. Не, воопшто. Неговиот мозок само се обидува да создаде кохерентна приказна од фрагменти. И сега да ја премесеме таа клиничка слика во дневната соба. Замисли, дете води длабок, можеби многу емотивен разговор со својот родител кој е пијан. Можеби родителот ветил нешто прекрасно. Или пак кажал нешто неверојатно сурово. Детето го носи тоа со себе цела ноќ. Секако. Следниот ден, кога ќе го спомне разговорот, родителот го гледа со празен, збунет поглед и вели: "Зашто зборуваш? Тоа никогаш не се случило." Ете тоа е тоа. Тоа е психолошко поништување. Ужасно. Ефектот врз детето мора да е разорен. Апсолутно. Детето почнува да се сомнева во собствената перцепција, во собствениот разум. Се прашува, дали јас полудувам? Дали го измислив сето тоа? И тоа не е еднократен настан, нели? Тоа е модел што се повтора. Токму. И тој модел го учи детето, дека на собствените сетила, на собствените очи и уши не може да им се верува. А оваа недоследност се протега и надвор од сеќавањата, предпоставувам. Секако, се работи за целиот систем на живење. Правилата во домот се менуваат без никаква логика. Да, денес важи едно, утре сосема друго. Точно. Една недела на детето му е дозволено да остане до доцна, следната недела добива казна за истата работа. Личноста на родителот се менува драстично. Како доктор Джекил и мистер Хайд. Буквално. Кога е трезен, може да биде најпрекрасниот, најљубезниот родител на светот. Но кога пие, станува сосема друга личност, критична, отфрлачка, па дури и насилна. И детето никогаш не знае која верзија од родителот ќе ја сретне. Тоа е тоа чувство на одење по јајца. Постојано. Оваа хаотична средина создава потреба од некаков ред, некакви правила за преживување, дури ако се неискажани. Во литературата често се споменуваат тие 3 основни тивки начала. Не зборувај, не верувај, не чувствувај.
Да, и тие правила не настануваат случајно. Тие се чист механизам за одбрана. Одбрана. Да, создадени се за да се заштити семејната тајна и да се одржи статус кво по секоја цена. Семејството колективно го негира проблемот. Затоа што вистината е премногу страшна. Затоа што признавањето дека животот е целосно надвор од контрола е премногу застрашувачко за сите членови. А овие правила, дали се свесна одлука или се нешто што децата го абсорбираат инстинктивно? Најчесто инстинктивно. Детето брзо учи. Не зборувај значи дека семејната валкана тајна не смее да излезе надвор. Ако некој праша како е дома, одговорот е секогаш Добро е. точно. Не верувај е директна последица на тие блекаутс и недоследноста. Детето учи да не им верува на сопствените перцепции. Бидејќи возрастните постојано му ја негираат реалноста. Да. И не чувствувај е можеби најтрагичното. Детето учи да ги потиснува своите емоции, страв, тага, лутина. Бидејќи нивното изразување е премногу болно, а можеби и опасно во таква средина. Токму така. И децата, во таа своја неверојатна способност за адаптација, развиваат цел сет на однесувања за да преживеат. Например, стануваат хипервнимателни. Точно. Тоа е како постојано да држат радар вклучен. Тие постојано го скенираат расположението на родителот, проверуваат дали е трезен. Го анализираат тонот на гласот, начинот на кој се затвара вратата. Секој детај. Секој детај е информација која може да значи безбедност или опасност. И тоа секако ја убива сета спонтаност. Не може да се биде безгрижно дете ако секој момент се врши проценка на ризик. Не. Спонтаноста е луксус. И тоа води до втората стратегија – изолацијата. Срамот. Огромен срам. Децата чувствуваат огромен срам поради состојбата на родителот. Никогаш не носат пријатели дома. Домот не е безбедно место за споделување. Не е. Тие се чувстваат како да носат некаква невидлива црвена буква на себе, која ги обележува како различни и ги тера да се кријат. Често слушаме и за тоа дека овие деца пребрзо созреваат, дека ја преземаат улогата на возрастни. Да, тоа е феноменот на парентификација. Тие стануваат одговорни за помалите браќа и сестри, за домашните обврски, па дури и за емоционалната благосостојба на родителите. Значи го тешат трезниот родител, се грижат за пијаниот. Да, тие се премногу зафатени со преземање одговорности што едноставно го губат своето детство. Нема време за игра, за безгрижност. И сето ова негирање на реалноста, оваа потреба да се биде возрасен, мора целосно да ја уништи способноста на детето да си верува себе си. Тоа е можеби најглабоката рана. Кога едно дете гледа нешто што е очигледно хаотично, например, родителот паѓа пијан на подот, а другиот родител или самиот алкохоличар вели ништо не се случува, се е во ред. Детето е соочено со огромен внатрешен конфликт. Очите гледаат едно, ушите слушаат друго. Токно. И за да преживее во таа средина и да ја зачува врската со родителите, детето мора да заклучи дека неговите собствени сетила го лажат. Оваа длабока недоверба во себе го следи и во зрелоста. Тие стратегии за преживување можеби му помагаат на детето да го преживее денот, ама не исчезнуваат кога ќе порасне, нели? Не, никако. Тие оставаат длабоки лузни и го создаваат она што психолозите го нарекуваат рането внатрешно дете. И како изгледа тоа во пракса? Кај возрастните? Па, возрастните деца на алкохоличари споделуваат многу заеднички карактеристики. Често се борат со хронична анксиозност, депресија, ниска самодоверба. Имаат длабок, често и ирационален страф од авторитети и се пречувствителни на критика. Зошто токму стравот од авторитети е толку изразен? Затоа што во нивниот прв и најважен однос со авторитет, авторитетот бил непредвидлив, опасен и често извор на болка. И тој модел се пренесува на сите други. Секако. На шефови, професори, па дури и партнери. Секоја критика, па и најконструктивната, се доживува не како поврат на информација, туку како потврда на нивната внатрешна безвредност. И постојано бараат одобрување од другите. Постојано. До тој степен што можат целосно да го изгубат сопствениот идентитет во тој процес. Постои еден фасцинантен
И искрено, малку застрашувачки концепт наречен параалкохолизам. Што значи тоа? Да, тоа е еден вид емоционална интоксикација. Сугерира дека може да се биде пијан од хаос, дури и без капка алкохол. Чекај, како тоа? Па, лицето ги презема однесувањата и менталните шеми карактеристични за алкохолизмот, но без да конзумира алкохол. Може да стане пијано од страв, од возбуда, од болка, од драма. Значи, тие несвесно го рекреираат хаосот од детството, затоа што мирниот и стабилен живот им е тучи непријатен. Токму така. Хаосот е единствената нормалност што ја познаваат. Мирот може да предизвика анксиозност. Затоа, тие несвесно можат да создаваат кризи во сопствениот живот. Во врските, на работа, Бидејќи тоа е позната територија. И секако постои зголемен ризик и самите да развијат зависност или пак несвесно да влегуваат во врски и бракови со зависници. повторувајќи ги познатите семејни шеми. За жал, да. Значи, хаосот од детскиот дом не останува таму. Тој се сели внатре и станува постојана внатрешна битка. Прецизно кажано, во внатрешноста на возрастното дете на алкохоличар се води еден постојан трагичен внатрешен диалог. Диалог меѓу кого? Од едната страна е интернализираниот критички родител, гласот кој постојано осудува, критикува и посрамотува. А од другата? Од другата страна е исплашеното внатрешно дете, кое се чувствува безвремно, виновно и несигурно. И ова внатрешна динамика ги репризира траумите од детството. Во речиси секоја животна ситуација, секој неуспех, секој конфликт, станува сцена на која се повторува истата стара драма. Ова звучи како еден магепсан круг на болка, речиси како доживотна казна. Но од клучно значење е да се нагласи дека закрепнувањето е можно, нели? Апсолутно. Надежта постои. Секако, не е доживотна казна. Процесот е тежок, но заздравувањето е повеќе од можно. Клучот лежи во концептот на преродителство. Преродителство. Reparenting. Да. Ова е процес во кој личноста свесно и намерно станува родител за себе си. Оној родител што никогаш го немала. Токмо, оној љубезен, доследен, поддржувачки и потврдувачки родител. А што значи тоа во пракса? Како изгледа тоа преродителство на еден обичен ден, кога работите ќе тринат наопаку? Одлично прашање. Да речеме, ќе направите грешка на работа и оној внатрешен критичар веднаш ќе се вклучи со пораката. Ете, пак сгреши, неспособен си. Познато. Свесното преродителство значи да се застане во тој момент и да се воведе нов глас. Гласот на грижливиот родител, кој ќе каже: во реде, секој греши, ова е можност да научам нешто. Мојата вредност не зависи од овој еден исход. Токму така. Тоа е активен процес на менување на внатрешниот диалог, со чувство наместо осуда. Значи се работи за свесно градење на нов внатрешен глас. Да. Или друг пример, кога ќе се појави некое тешко чувство, како тага или страв, наместо да се потисне, како што било научено. Според правилото не чувствувај. Да. Процесот на преродителство вклучува да се признае чувството. Да си кажете себе си: чувствувам страв, и тоа е во ред. Што ми е потребно во овој момент за да се чувствувам побезбедно? Тоа е обезбедување на внатрешната сигурност која била отсутна. Тоа е основата. Основата врз која може да се изгради здрав и исполнен живот. На крајот се чини дека основниот предизвик за овие луѓе е да го направат токму она што им било одземено, да изградат чувство на стабилна реалност и да научат повторно да им веруваат на сопствените чувства и перцепции. Откако целото детство го поминале на тло, која постојано се тресело под нивните нозе. Токму така. И тоа не доведува до едно суштинско прашање кое би сакал да го оставам за размислување. Да, чуеме? Ако внатрешниот свет на една личност е обликуван од непостојан и хаотичен надворешен свет во детството, што е потребно таа личност, како возрасна, да научи да им верува на сопствените перцепции и да изгради стабилна внатрешна основа за себе?